Над 300 штипјани казнети со по 100 евра од УЈП. Не пријавиле дека платиле данок, односно не поднеле така наречена аконтативна даночна пријава. Казните главно ги добиле штипјани кои имаат стамбени или деловни објекти за издавање. Приходот од кириите тие уредно го пријавиле во УЈП и за него платиле и данок. Но сепак на адреса добиле решение за казна од најмалку 100 евра во денарска противредност, појаснуваат книговодители на дел од казнетите. Овие казни, така наречени, што ги УЈП пропиша и ги достави до даночните обрзници, се однесуваат за токму за неподнесени даночни пријави, иако даночните обрзници за имото што го издаваат имаат уредно платено данок, персонален данок, согласно прописите што важат во Република Македонија. Значи, казната се однесува за неподнесена даночна пријава, а не за неплатен персонален данок. За нив дискутабилна е и висината на казните што граѓаните треба да ја платат. Несразмерна е за оној што, да речеме, за цела година остварува незначителен приход од издавање на имотот. Еве, да речеме, имаме случаи кај што лицето издава една нива под закуп и за неја остварува 2000 денари на годишно ниво, и за истата има платено 167 денари персонален данок, а сега треба да плати казна поради неподнесена даночна пријава во висина од 100 евра или 6000 денари. Тоа е тој несразмер што го кажувам јас. Од друга страна, од УЈП појаснуваат: согласно член 71 од Законот за персонален данок на доход, обврзникот кој во текот на годината ќе започне да остварува приходи кои подлежат на одоначување со данок на доход врз основа на овој закон, е должен да поднесе аконтативна даночна пријава до органот за јавни приходи во рок од 15 дена од денот на остварување на приходите. Управата за јавни приходи, со цел зголемување на информативноста на граѓаните, веќе 10 години води активна кампања за информирање на граѓаните во делот на нивните права, но и нивните обврски за навремено пријавување на приходите по најразлични основи, роковите, казните и слично. Стои во образложението на УЈП. Но токму неинформираноста е главната причина што толку голем број граѓани сега на гладно срце треба да платат казна. Парите од новчаникот ги даваат со тешко срце, но и со прашање што со оние кои имаат екстра приход, а ниту го пријавиле, ниту имаат намера тоа да го сторат.